Почитувани, добро ни дојдовте во 1081-то поред издание на емисијата Спортодром со Мики. Помина 9 дена од најтрагичниот настан во историјата на нашата мала, но мила Македонија. Загубивме 59 предсе млади животи, па поради самата трагедија спортските федерации решија да ги одложат сите надпревари и редовни кола во нивните рамки. Државата донесе одлука за 7-дневна жалост и веќе од денеска спортските активности се враќаат во македонското секојдневие. Ке говориме за тоа што ќе се случува, како ќе се случува во наредните 7 дена, почнувајќи од денеска, па натаму, особено кога станува збор за овие големите колективни спортови. Нема да должам денеска многу, ќе одеме значи чисто информативно, меѓутоа морам да кажам дека покрај Македонија секоја чест и на останатите држави кои што сестрдно пружија помош, но и ги испочитуваа македонците. На фудбалскиот надпревар Лихтенштајн Македонија минута молчање. Имам информација дека и на ракометниот надпревар помеѓу Хрватска и Данска имаше едноминутен молк. Вчера го гледав фудбалскиот надпревар помеѓу Србија и Австрија. Исто така имаше едноминутен молк во знак на почит на жртвите од трагичниот настан во Кочани. Македонската, јас можам слободно да кажам, фудбалска легенда Горан Попов беше поканет на еден, што знам, јубилеен настан во Холандија. Неговиот клуб поранешен Херенвен го организираше настанот, а Горан Попов навистина покажа колку е голем. Го носеше дресот со број 3, меѓутоа тројка како тројка ништо не фигурира, туку на грбот под тројката стоеше Андреј Лазаров, а напред на градите стоеше Кочани 16 март. Кога сме кај Андреј Лазаров, поранешен фудбалер на ГФК Тиквеш, и тоа на 2 пати, значи еднаш како позаимен, еднаш како наш член, тој трагично го загуби животот во пожарот во дискотеката во Кочани. И токму затоа Горан Попов се одлучи за таков потек. Претпоставам дека можеме да почнеме со информациите, бидејќи значи ќе одеме само како најава за настаните што ќе се случуваат. Поред Прва македонска фудбалска лига ќе се одигра 25-тото коло предстојниот викенд, значи наредниот викенд. Колото ќе почне на 29 март со надпреварот Пелистер Вардар. Веќе имаме информации дека приходот од овој надпревар ќе биде даден во хуманитарни цели за семејствата на настраданите од пожарот во Кочани. Ќе се вратам на крај со репрезентацијата, да не речете го скокна ова. Останатите средби ќе се играат во понеделник, 31 март, заради празниците, а во понеделник, 31 март, ќе играат Силекс Тиквеш, Гостивар Воска, Работнички Беса, Шкендија Брера и Струга Тримнум Шкупи. Јас чисто само ќе ве потсетам на табелата. Последно на табелата
е екипата на Воска со 19 бодови. На 11-тото предпоследно место е Беса со 21, а исто толку има и Струмичка Брера на 10-тото место. 21 бод има и Тиквеш на 9-тото место, а пред Тиквеш на 8-то е Вардар со само бод повеќе, значи има 22. Вардар гостува во Битола на Пелистер, Брера гостува на Шкендија, Воска му гостува на Гостивар, а Беса му гостува на Работнички. Некако одат во прилог на ГФК Тиквеш на станите. Македонските второлигаши денеска го играат одложеното 21 коло, а двојките се Башкими Вардар Неготино, Арсими Саса, Беласица Новаци, Борец Осогово, Брегалница Штип Скопје, Детонит Плачковица Кожув, Македонија Ѓорче Петров Вардарски и Охрид Победа. Интересно е на врвот во втората лига, Македонија Ѓорче Петров и Башкими имаат по 45, Брегалница има 43. На дното на табелата Вардарски со 8, Борец со 10 и Осогово со 13. Вардар Неготино е тука некаде, значи 13-ти, исто колку и Новаци, имаат по 20 бодови, а 21 има Прилепска Победа. Меѓутоа забележувате од Вардар Неготино со 20 до Осогово едно место под него, кој има 13, 7 бодови разлика. Трета лига Југ, 16-то коло. Средбите би требало да се играат во среда, 26 март, според моите последни информации. Значи среда, 26 март, трета лига Југ, Росоман Влазними, Венец Долни Дисан Питугули, Бучин Големо Конјари, Слога Лажане Големо Конјари, а Бучин Башкими. Превалец игра со Ултрас, а екипите на Дреново и Младост Кривогаштани се слободни. Дреново треба да игра со Обршани на гости, Младост Кривогаштани дома со Марена. Знаете, Обршани и Марена се откажа од ова надпреборување. Во третата лига Југ води Големо Конјари со 32 бода пред Башкими со 31 и Превалец кој има 28. Венец од Долни Дисан е на четвртото место со 24, Росоман е седми со 20, а Дреново е 11-то со 8 бодови. Меѓутоа под Дреново се Влазними и двете екипи што се откажа, Обршани и Марена. Прва македонска футсал лига ќе се доигрува 14-тото коло е сега доигрува. Забележувате на табелата, имаме две средби што веќе се одигра пред несреќата. Форца тогаш го доби тимот на Црна Река со 10-3, а Шкупи дома загуби од Проект со 4-6. Денеска и треба да играат Железарец и Клими. Утре ќе ги моби Јувентус Серава и во среда Осогово Бутел. Во оваа група, во оваа лига, убедливо прва екипата на Форца со само еден пораз од 14 средби, 39 бодови. Шкупи и Осогово на второто и третото место имаат по 21 бод. Само да споменам дека Клими се петти со 18 бодови, Црна Река 8 со 15 бодови. Тоа е што се однесува до фудбалот и веднаш ќе се преселиме на ракометот. Утре и задутре последно коло од регуларниот дел на првенството во машката ракометна Суперлига. Утре, вторник, 25 март, 17 часот, во салата Јасмин, ГРК Тиквеш, Бисинов, Борец од Велес. Бутел ќе го пречека Пролет, Вардар игра со Струга, Прилеп со Еврофарм Пелистер,
а во среда ќе играат Алкалоид и Охрид и Радовиш против Куманово. Ова коло нема некој резултатско значење ако се знае кои екипи веќе ќе играат во плейофот и во плейаутот. Значи во плейофот ќе играат Еврофарм Пелистер, Алкалоид, Вардар, Охрид, Тиквеш и Бута. Во плейаутот се Пролет, Прилеп, Куманово, Бисинов, Струга и Радовиш. Меѓутоа, се уште во детали не е искристализирано која екипа колку бодови ќе пренесе во разигрувањето. Значи на Тиквеш за да пренесе 1 бод, исто колку што ќе пренесе и Охрид, му треба победа против Велешани. Бутел пак, ако сака да го искористи евентуалниот кикс на Тиквеш, на Бутел ќе му треба победа против во Скопската престојка со Пролет. Еврофарм Пелистер, за да ја задржи првата позиција, му треба победа на гостувањето во пелагониското дерби кај Прилеп. Од друга страна, истото важи и за екипите на Вардар. Вардар пак дома игра со Струга, има лесна задача, додека Алкалоид ќе има тешка задача, бидејќи го игра дербито, меѓутоа на домашен терен со екипата на Охрид. Екипата на Алкалоид, ако не сте знаеле, го одигра првиот надпревар од купот на ЕХФ на гости против Баја Маре, мене ми се чини 31-31 нерешено. Реваншот е за 7 дена овде во Македонија. Убава можност за нашите ракометари, со на фактот што имаше многу проблеми тренерот и селекторот Кира Лазаров со повредени ракометари, па мораше да комбинира со составот. Значи, утре вторник, 25. 17 часот Сала Јасмин, Тиквеш Бисинов. Женска ракометна Суперлига плейоф. 9-то коло се игра утре, 25 март. Во плейофот Куманово Ѓорче, Металург Чаир и Вардар Астибор. 9-то коло е во плейофот, во плейаутот е 3-то коло, исто се игра утре. Ѓорче Петров 2 шампион, Деспинаст против Стружанка и Спартак против Пелистер, слободна екипата на Овче поле Славјански универзитет. Сега ќе се преселиме на кошарката. Прва машка кошаркарска лига ќе се доигруваат средбите од 20-тото коло. Значи, се одигра неколку надпревари од ова 20-то коло пред трагедијата во Кочани. Еве ги резултатите. МЗТ ТФТ 74-68. Феникс Кожув 72-80. Чаир Пелистер 64-69 и Шкупи Гостивар 90-79. Утре Вардар, фенерашот на табелата, го пречекува Тиквеш Голден Игл, а во среда завршува колото со средбата Работнички Куманово. Едноставно Тиквеш мора да оди на победа на гостувањето кај Вардар, доколку сака да ги задржи оние математички шанси за пласман во плейофот. Зошто? Во плейофот, знаете, одат 8-те најдобри, сигурни на некој начин се МЗТ, ТФТ, Работнички, Куманово, Кожув и Пелистер. Меѓутоа, Чаир и Феникс имаат по 30. Тиквеш Голден Игл има 29, ако не се лажам. Гостивар и Шкупи имаат по 27. Па следува Вардар со 20. Сега, Тиквеш ако сака не да остане во трка со Феникс и со 27 има Тиквеш, јас ги впишувам бодовите со Вардар, значи ќе останеме на 29, Тиквеш ќе биде само на бод разлика од Феникс и од Чаир. Сега, каде е математиката? По одигрувањето на ова 20 коло ќе останат уште 2 кола од регуларниот дел на првенството. Во последното коло Тиквеш му гостува на МЗТ. МЗТ има убедлива предност на првата позиција и ќе стартува најверојатно од неа. Тиквеш во наредното коло за време на следниот викенд, овде во Кавадаци ќе го пречека ТФТ.
Чаир Чаир ќе му гостува на незгодното Куманово, кое брка, можам да кажам и бира противник во разигрувањето во плейофот, брка што подобра стартна позиција. Феникс пак од друга страна дома го пречекува МЗТ. Дали ќе проработи скопската врска? Ако проработи, тогаш ќе видиме како ќе се развиваат настаните на теренот. Значи, утре Вардар Тиквеш, во среда Работнички Куманово. Прва женска кошаркарска лига и таму имаме доигрување на редовните коло. Во групата А, 12-то коло инаку, во групата А веќе се одиграа средбите Бадел Про Баскет 72-59 и МЗТ против Вардар 60-94. Денеска дербито го играат првиот и вториот на табелата. Баскет Кам во Каменица против Крива Паланка, дерби на истокот, дерби на колото. Во наредното коло, значи за време на викендот, Про Баскет дома ќе го пречека Патриот и едноставно можеме да очекуваме нашите девојки да ја забележат и втората победа оваа сезона. Во групата Б, прва женска кошаркарска лига, група Б, 12-то коло, Струга Ринија 70-42 и денеска играат Шкупи Спорт Тим. Значи, Спорт Тим би требало да забележи победа, бидејќи на некој начин се и лидери на табелата, а веќе во следното коло, наредниот викенд, Спорт Тим ќе биде слободен, бидејќи, за тие што не знаат, екипите на Пониква и Јанбор се откажа од ова надпреварување, а оние што не знаат, Спорт Тим е од Неготино. Тоа е што се однесува до македонските надпреварување, значи второлигашите играат денеска, прволигашите заради репрезентацијата ќе играат дури во сабота, Пелистер Вардар, а останатите во понеделник. Третолигашите играат во среда, се доигруваат средбите од првата футсал лига и така натаму. Ја спомнав репрезентацијата утре, македонската фудбалска репрезентација во рамките на квалификациите за светското првенство во Скопје го пречекува тимот на Велс. Сега. И овие билети, значи од овој надпревар, билетите ќе бидат наменети за хуманитарни цели за помош на семејствата на трагично починатите. Последната информација што ја имам, дека веќе се продадени 18.000 билети. Некаде над 30.000 собира арената Тодор Проески, меѓутоа да се надеваме дека македонците ќе покажат што навистина знаат и умеат, освен да прават бељ. Кога ги спомнав квалификациите за светското првенство, да кажам дека се играат и надпреварите, се уште и надпреварите од Лигата на нациите, па така во четвртокот, јас ќе одам само со резултати, Данска го совлада Португалија со 1-0, Хрватска со 2-0 ја совлада Франција, Италија дома загуби од Германија со 1-2, а Холандија и Шпанија ремизира 2-2. Во на релегација, тоа е значи која од репрезентациите ќе остане во Лигата на нациите во А група, која во Б или ова од Б ќе се пресели во А, ова од А ќе се пресели во Б, значи за сите групи. Релегацијата во групите Б и С беше помеѓу Ерменија и Грузија, нагости Грузија славеше со 0-3. Релегацијата во групите А и Б, Турција ја совлада Унгарија со 3-1, а Австрија и Србија ремизираа 1-1. Релегацијата во групите Б и С, Бугарија Ирска 1-2. Релегацијата во групите А и Б, Грција Шкотска 0-1. Релегација групите Б и С во Лигата на нациите, Косово Исланд 2-1 и Словачка Словенија 0-0 и релегацијата во групите А и Б,
Украина, Белгија 3:1. Тоа се резултатите од четвртокот. Во петокот, нема да ви ги читам овие Океанија, Северна и Јужна Америка, Африка и така натаму, затоа ќе се погледнете, знаете и каде. Квалификации за светско првенство во Европа: Кипар, Сан Марино 2:0, Андора, Латвија 0:1, Англија, Албанија 2:0, Малта, Финска 0:1, Полска, Литванија 1:0, Романија, Босна 0:1. Сега. Не се игра во петокот надпреварите од Лигата на нациите, затоа одиме веднаш со информациите и резултатите од саботните средби. Значи, квалификации за светско првенство: Лихтенштаин, Северна Македонија 0:3. Одлична игра на нашите, трчаа во текот на сите 90 минути, игра, пресинг, меѓутоа ме воодушеви публиката во Лихтенштаин како да се играше на градски во Скопје. Значи, секоја чест, па поготово скандирањето, играјте за Кочани, и во 59-та минута целиот стадион стана со едноминутен аплауз и му даде почит на 59-те жртви од пожарот од дискотеката во Кочани. Црна Гора со 3:1 го доби Гибралтар, Молдавија, Норвешка 0:5, Чешка, Фарски острови 2:1, Израел, Естонија 2:1 и Велс, Казахстан 3:1. Во неделата, односно вчера, имаше многу интересни средби. Франција, Хрватска. Во регуларниот дел беше 2:0 по пенали, французите одат натаму. Германија, Италија 3:3. Германците остануваат, италијанците во понизок ранг, нели? Португалија, Данска беше 3:2. По продолжетоците, португалците славеа со 5:2. И Шпанија, Холандија. Во регуларниот дел беше 2:2, по пеналите беше 4:3 за Шпанија. Се спасија шпанците на некој начин. Во релегациите во Лигата на нации, Лига Б и С, Грузија, Ерменија во реваншот 6:1. 9 гола дадоа грузијците на двете средби, за 4 дена што се вика. Исланд, Косово 1:3. Релегација Лига на нации, Унгарија, Турција 0:3. Словенија, Словачка 0:0 беше во регуларниот дел. По продолжетоците Словенија славеше со 1:0. Србија ја совлада Австрија со 2:0, Шкотска дома загуби од Грција со 0:3, а Белгија со 3:0 ја совлада Украина. И на крај Ирска, Бугарија 2:1. Овие средби не беа само како релегација, која екипа ќе остане во повисокиот ранг или која екипа ќе се пласира во повисок, а овие од повисокиот ќе паднат во понискиот, туку на некој начин се вршеше и распоред на репрезентациите за групите кои што играат квалификации за светското првенство. Значи, и тоа беше битно, не беше битно само ова. За крај, ќе направиме еден онака рекапитулар. Утре имаме ракомет. Тиквеш, Бисино, Борец од Велес. Денеска играат второлигашите, во среда играат третолигашите, денеска, утре и задутре се игра прва футсал лига. Кошаркарите на Тиквеш Голден Игл играат утре на гостувањето во Скопје кај Вардар. И после наредниот викенд, си одиме редовно, наредниот викенд, знаете, прва лига, Тиквеш му гостува на Силекс, кошарка, Тиквеш Голден Игл ќе го пречека ТФТ, а ќе почекаме да видиме што ќе се случи во распоредот за разигрување за шампионската титула Машката ракометна Суперлига.
по завршувањето на редовното, односно последното 22 коло од регуларниот дел на сезоната, кое се игра утре и задутре. Е толку за ова издание. Да сте ми здрави и живи. Здравје да ви служи. Се гледаме за 7 дена со многу повеќе информации, со анализи, со укажувања, критики, пофалби и така натаму и така натаму. До следното издание, спортската редакција на КТВ телевизија ви посакува пријатни мигови со нашата програма.